кукичката од чоколадо. Ням. Си беше еднаш една принцеза. Не. Си беше една самовила. Не е ни тоа. Си беше една... Ајде помогнете ми малку. Што? Како? Балерина? Не. Си беше еднаш една девојче и се викаше Биби. Таа си живееше во една мала кукичка покрај една волшебна шума. И во таа шума се случуваа секакви волшебни работи. И живееа многу необични суштества. Да. Ама ова вие веќе го знаете, нели? Но, сега ќе ви раскажам една приказна што не ја знаете. А тоа е како Биби и Боби станаа другари. Јеј! Еден ден, Биби се шеташе во шумата и проверуваше некој да не прави некакви бели. Кога? Го стогледа Боби. Здраво! Ти си Боби, така? Пред некоја недела се досели во нашата населба, нели? Да, тоа сум јас, Боби Худ, разбойникот од шумата. Тогаш Боби беше помал и беше многу палав и својаглав. Не слушаше никого и си тераше по свое. Кога Биби го сретна, тој трчаше низ шумата. Се вовираше во грмушките, се качуваше високо на најтенките гранки од дрвјата, скршнуваше од шумската патека и правеше врева, па ги плашеше и птиците и животните. Еј, Боби, немој толку да викаш, па ги плаши животните. Ајде да си играме нешто друго, сакаш? Да, може, ама да играме брканица. 1, 2, 3, фати ме, ако можеш ти! Боби се затрчи уште подлабоко во шумата. Биби викаше по него и го предупредуваше да биде внимателен. Ама не. Тој ништо не слушаше. Боби, само не скршнувај од патеката. Во овој дел шумата е длабока и густа и демнат многу опасности. Боби, ме слушаш? Не те слушам! Ке мора да ме стигнеш! И Биби немаше друг избор, освен да тргне по Боби. Знаеше дека ако го остави сам, тој сигурно ќе се загуби. Додека трчаше низ дрвјата, Боби здогледа една шумска чистинка, а таму се надзираше нешто необично. Боби посака да истражи што е тоа што светка меѓу дрвјата и се стрча натаму пред Биби да може воопшто да го спречи. Биби попусто го предупредуваше. Боби веќе беше далеку, а Биби немаше друг избор освен да тргне по него. Кога стигна до чистинката, Биби се вчудовити. Што ли е тоа? Леле! Среде чистинката имаше кукичка, ама не беше обична кукичка, туку од чоколадо. Стаклата на прозорците беа направени од шекер и целите светкаа на сончевата светлина. Керамидите на покривот беа направени од највкусни бисквити, а чоколадните ѕидови на кукичката беа украсени со бомбони во сите бои. Боби веќе беше покрај кукичката. Ги лижеше ѕидовите и прозорците, кршеше парчиња бисквити од керамидите, ги вадеше бомбоните и ги грицкаше. Биби не можеше да поверува колку брзо успеваше се да пикне в уста. Биби, земи, пробај. Многу е вкусна оваа кукичка, многу, превкусна. Боби, што правиш? Од кај знаеш чија е оваа куќа? Како така кршиш и јадеш без прашање? Па некој живее тука. Не, нема никој. Јас ја најдов, значи моја е. Гриц. Твоја? Не може да биде твоја, некој друг ја изградил. А впрочем, не помисли дека може би е некаква замка? Од каде кукичка од чоколадо среде шума? Замка? Ауф! Глупости, како па да не? Ма пробај ти. Не ти се јаде чоколадо? Ми се јаде. Многу ми се јаде. Ама не јадам пред да се договориме со мама, затоа што не е здраво и не е добро за зъбите. И јас јадам помалку чоколадо. А повеќе јадам овоше. Да. Тоа си е и сладко и здраво. Оже!
Бляк. Јас тоа не го ни пробувам. Грица. Биби толку му се налути на овој палавко, што реши да си оди и да го остави сам во шумата. Тргна и само што навлезе меѓу дрвјата, запре и размисли. Па не е добро да се оставаат пријателите сами во неволја, макар и кога не го заслужуваат тоа. И затоа се врати, се скри зад една грумушка и чекаше. Не мораше да чека долго. За кратко време вратата од кукичката се отвори и од неа излезе една стара жена. Старицата изгледаше добродушно, да, но имаше злобен израз на лицето и Биби веднаш се посомнева дека има наумено нешто лошо. Но Боби ништо не забележа. Тој си беше зафатен со јадење. Мило детенце, влези внатре. Ќе ти дадам уште сладки работи. Вкусни, превкусни. Прсти да излижеш. Вау! Уште сладки! Јупи-рипи! Сакам! Гриц. На Боби не требаше да му се каже два пати. Веднаш се втурна во кукичката, а старицата брзо ја затвори вратата и чкрап, ја заклучи однатре. Леле, знае дека е замка, а оваа старица се разбира е лошата вештерка. Јас не знам како не ја позна веднаш. Морам да му помогнам на Боби. И додека Биби решително чекореше кон кукичката од чоколадо, Боби беше зафатен со јадење сладки. И не забележа дека лошата вештерка го зароби, се додека таа не вресна од радост. Сега ќе видиш ти, ненаситени комал. Ми падна во замката. Што? Кој? Јас? Ама јас не направив ништо лошо. Ме не направив ништо. Сакам дома. Мамо. Сакам дома. Мамо. Биби. Нема дома. Нема. Боби почна да се тресе од страв, а вештерката се смееше и му се приближуваше. Сега, што сакаше таа да прави со него, ќе прочитате во сликовницата Биби, Боби и кукичката од чоколада. Таму се си е убаво објаснето. И така, вештерката злобно се смешкаше, ги триеше дланките и се подготвуваше да направи нешто, кога... Отвори! Лоша вештерка! Отвори! Знам дека си тука и дека го зароби моето другарче Боби. Кој те ропа? Биби! Биби, помогни ми, Биби! Биби? Да, Биби! Нели се договоривме да не доаѓаш во нашава шума? Сакаш ли да ти ги викнам джиновите? Тие веќе не се плашат од тебе. Или може би сакаш да ти го викнам таткото джин, најголемиот од сите джинови. Леле, Биби, те молам, не викај го таткото джин. Леле, еве сега ќе отворам. Веднаш, Биби. Вештерке, ти нели ми вети дека нема да се враќаш во шумава? Потоа излегува дека јас лажам, дека никој веќе никогаш не те видел. Ајде сега да си одиш на некое друго место, ама да не правиш белени таму. Договорено? Да, добро, Биби, добро, договорено. Еве си одам. Си одам полека. Кутрата јас. Стара. А ти, Боби, дојди со мене да си одиме дома. И овој пат да ме слушаш. И да не скршнуваш од патеките. И да не трчаш низ шумата да ги плашиш животните. Поред? Добро, Биби. И, Биби, извини. Другари, јупи-рипи! И така, лошата вештерка се завина за секогаш. Или барем така изгледаш. А Боби и Биби заминаа дома. И од тој ден станаа најдобри другари. Боби беше многу попослушен од претходно. Иако се уште си беше палав. Но, од тој ден, особено внимаваше да не јаде многу сладки работи, затоа што вечерта, откако се вратија, многу го болеше стомакот.
Ме боли стомакот. Знаеш колку ме боли стомакот? И тоа е крајот на нашата приказна. Сега на спиење. Па се гледаме наскоро со нова приказна. Добра ноќ! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Задараво, другарчиња! Доколку ви се допаѓа каналот на мојата најдобра другарка Биби, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите содржини од светот на Биби. Јуперипи!